Добар ден. Во тек се 16 дена борбата против родово базираното насилство и токму на оваа тема разговарам со Вангелица Гаврилова, доктор на психолошки науки. Добар ден и добре дојдовте на програмата на Македонската телевизија. Добар ден, поздрав до гледачите на Македонската телевизија и добре ве најдов. Да започнеме со токму оваа седмица за насилството воопшто, не мора да биде врз жени врз деца, туку за насилството. Како тоа се случува и вашите податоци што вие располагате? Се работи за една сензитивна проблематика, затоа што насилството не е само личен проблем, туку паралелно представува економски, социјален, семен, а аналогно на тоа и општествен проблем. Значи, ние правиме многу декларативно, меѓутоа реалноста е сосема подруга. Ценам дека не треба само да остане декларативно, туку да се преземаат адекватни мерки и да не бидат само овие 16 дена, туку континуирано да се работи на оваа проблематика. Насилството го имаме секаде околу нас. Го имаме во семејството. Го имаме врсничкото насилство, булингот, го имаме мобингот, каде што се јавува бърнаут синдромот. Го имаме кај разни категории, кај жените, кај мажите, иако е во помал степен, но сепак постои. Кај децата и за мене малку се мислам за поставени лицата со попреченост, односно жените со попреченост. Треба да се преземат радикални мерки, треба кохерентна соработка помеѓу институциите, здруженијата, невладиниот сектор, понатаму полицијата, центрите за социјална работа и тимска работа, зашто само така можеме да имаме успех. Исто така ценам дека лицата кои што работат со оваа проблематика, без разлика во која институција се, треба да имаат дополнителна едукација. Затоа што се работи за специфична проблематика, за специфична категорија на деца, на жени и така натаму, а особено да не спомнам за најголемиот проблем кај лицата и девојките со попреченост. Тоа значи дека континуирано треба да работиме, но и едукација, како што спомнав, на лицата кои што работат со оваа проблематика. Исто така, ценам дека е клучно да се делува превентивно, а не откако ќе се случи проблемот. Значи, ние знаеме кога ќе се случи некој проблем, ќе ескалира, например, фемицид, убиство и така натаму, ја префрламе топката од едни на други. Полицијата на центарот на полицијата, семејството на образовните институции на семејството и така натаму. Сите имаме вина. Но, колку побрзо се санираат причините, толку е подобро. Значи, да делуваме на причините, а не на последиците. Да разговараме за следната постъпка, што вие ја спомневате за насилството врз жената. Зошто баш жената е таа што најмногу трпи процентуално? После тоа го има и децата и ки мажите, но жената е таа што најмногу ги има тие последици и насилството врз неа. Точно, жената како послаба ги има последиците најмногу, уште кај нас владеат патриархалните и традиционалните размислувања, дека мажот е тој што доминира, дека мажот има право да ја удри жената, вербално да ја навредува и така натаму, што не е во ред, е сосема погрешно, како полека тие табуа да се разбиваат, но за жал се уште постојат. Значи, мораме да имаме кампањи, но да се делува уште во училишна возраст, па дури би рекла уште и во градинките. Значи, да имаме онаа родова еднаквост, почитување, да нема делба маж-жена, делење на обврските и така натаму. Не е жената таа што треба да биде малтретирана и треба да трпи. Значи, едукација уште од мала возраст на дечињата, на учениците, а понатаму и на сите други. Сакам да напоменам дека пред известно време спроведовме истражување на девојките и жените со попреченост, на примерок од 70 испитанички, и генерално постои тука семено насилство, но постојат и други проблеми со кои се соочува оваа жена. Например, ценам дека не се доволно имплементирани во организации и здруженија каде што не се од типот на лица со попреченост. Значи имаме ние, можеби некоја има физичка попреченост. И тука имаме емоционално насилство. Значи го доживува таа жена со траума. Зошто? Можеби она е во инвалидска количка, не може да оди. Но интелектуално е на многу високо ниво. Дали ние имаме жена во парламентот? Дали имаме ние жена министр до сега, не само сега? Значи, сакам, ја користам можноста да упатам еден апел кон институциите
повеќе поголем акцент ставање на жените и девојките со попреченост и повеќе активирање во организации и издруженија кои не се од типот на лица со попреченост, нормално во согласно со нивните можности. Ја спомнавте оваа анкета изработена со жените со попреченост, тоа беше во Велес, каде се Да, беа опфатени примерок од 70 испитаници, жени и девојки со попреченост, но сега да напоменам дека во Велес беше спроведено пред повеќе години и истражување на над 1000 средношколци адолесценти. Што се констатира? Се констатира дека секое трето дете, ученик, мислам, во адолесценција, се чувствува дека е жртва на семејно насилство, психичко, вербално, понатаму физичко и така натаму, што сепак беше еден алармантен показател, но за жал, иако велим имаме многу кампањи, барем според мене до сега јас не сум почувствувала некое подобрување. Дали се работи за занемарување или ставање под тепих на проблемите или нешто друго, времето ќе си покаже. Да, ги загатнавте сите овие проблеми и прашања, посочивте и каде треба тие да се решаваат. Останало да ви заблагодарам за ова ваше гостување и да посакаме да работите да се поместуваат композитивно. Ви благодарам, се надевам дека ќе имаме прилика малку повеќе да дискутираме на оваа проблематика. Да, тоа беше Вангелица Гаврилова, доктор на психолошки науки. Разговаравме за насилството врз жената и врз жените со попреченост. Студио